Елиезер. За патот. За вистината. За животот. Здраво, здраво, драги мои слушатели на подкастот Елиезер. Размислувајќи за тоа на која тема да биде ова издание, одбрав една приказна. Реална и вистинита приказна, а не измислена. Приказна за човек кој е осознал вистината за апсолутната љубов, што може да се добие и доживее на овој свет. Понекогаш сме убедени дека живееме правично, дека нашите постапки не влијаат на другите луѓе, дека секогаш сме во право и дека можеме да избегнеме секоја неправилност и грешност преку нашите умствени кривини и да стигнеме до зацртаната цел на наш начин. Доколку ви интересира за што станува збор, останете со содржините на Елиезер. Си бил еден човек кој имал син. Таткото бил исклучително верен на небесниот татко. Го почитувал, бил послушен и многу го сакал. Одел во црква секоја недела и го носел својот син со него. Еден ден, таткото се разболел и го напуштил овој земски свет. Синот останал сам, без родители. Мајката го напуштил овој свет пред таткото. Синот е тинеџер, има 13-14 години. Сам, без родители, нема кој да се грижи за него. Сретнува деца, врсници како него. Се здружува со нив и престанува да оди во црква. Престанува да го слуша Божиот збор и почнува да застранува од патот. Тој свештеник и таа црква што беа многу блиски со неговиот татко. Свештеникот се молил за детето на човекот цели 20 години. Не ја знаел неговата адреса, каде, што прави, како живее. Се распрашувал за него. Некој друг човек разбрал за тоа и отишол кај свештеникот и му ја кажал адресата на детето. А сега веќе возрасен маж.
Уште следниот ден, во понеделник, свештеникот чука на неговата врата и гледа возрасен маж. Младиот човек го препозна свештеникот од црквата од детството. Оче, повели влези! Изненаден младиот човек го пречекува свештеникот. Какво изненадување е ова? Свештеникот бил специфичен човек од аспект што бил неписмен, односно не знаел да чита и пишува, туку се запомнувал, цело свето писмо, сите црковни книги. Седнал и му рекол на младиот човек: Сине мој, Исус Христос сака да бидеш негов, те сака за себе. Со ова изјава, овој свештеник му пристапувал на сите. Сине мој, Исус Христос те сака за себе, веќе 20 години не си во контакт со него, повторува свештеникот. А младиот човек му возвраќа: Оче, ти ветувам дека следната недела ќе дојдам в црква. Ќе видиш дека ќе бидам во првите редови. Ќе те чекам, сине, одговора свештеникот. Доаѓа недела, но младиот човек не се појавува в црква. Свештеникот оди кај него следниот ден. Чука на вратата. Младичот ја отвора вратата и вели: Оче, повели, влези! Се извинувам што не дојдов на службата вчера. Јас ке дојдев, но во последен момент нешто искрсна и ме спречи да дојдам. Те молам, оче, прости ми. Следната недела ти ветувам дека ќе дојдам. Ке те чекам. Христос те сака. Свештеникот му одговара. Доаѓа следната недела, младичот не дојде в црква на служба. Во понеделник свештеникот повторно се појавува пред неговата куќа. Чука на вратата. Младичот ја отвора вратата и го гледа свештеникот. Бидејќи како дете, младиот човек се дружеше со погрешно друштво. Тој стана главен над сите дилери во местото. Тоа невино дете кое остана без родители, застрани од патот и завлезе во темнината. Прерасна во дилер на дрога и тоа главен над сите. Оче, ја знаеш мојата работа и кој сум јас. Знаеш многу добро што работам за да преживеам. Тоа ми е работа. Да не се залажуваме повеќе и да не си го губиме времето повеќе. Дали твојот Исус може да ми даде онолку пари колку што јас ги заработувам секој месец на овој начин? Може ли? А свештеникот му одговара: Сине мој, Исусовото богатство нема мера и граница. Тоа е бесконечно. Тоа е полн со богатства. Младичот го прекинува. Оче, те молам, оди и барај некој друг син за твојот Исус Христос. Остави ме намира и не доаѓај повеќе во мојата куќа. Но, сине, Христос те сака само за него. Оче, те молам, оди си. Свештеникот си оди и чека младичот да се појави в црква во недела, но младичот не оди. Свештеникот оди во понеделник и младичот чука на вратата. Но тој очекуваше некој друг да тропне на неговата врата. Имено, се има договорено со друг дилер преку посебно тропање на вратата да се сретнат. А како по некој чудо, свештеникот тропа на вратата токму онака како што се договориле тие двајца. И секако, младичот ја отвора вратата и го гледа свештеникот со чудење, гнев и фрустрација и го удира свештеникот со тупаница по лицето. Свештеникот паѓа на земјата и му се крши еден зап и крв започнува да тече од неговата уста. Свештеникот омалаксан и зашеметен застанува на своите нозе и за кратко се созема. Ја затресува прашината од својата облека и со ракавот ја брише крвта од устата и му говори на младичот. Слушај, сине, пред да одам, ти кажувам, ова е последниот пат што доаѓам во оваа куќа. Никогаш повеќе нема да дојдам.
но последното нешто што ќе ти го кажам пред да си одаме ова. Христос те сака и те бара. Свештеникот заминува и никогаш повеќе не се враќа. Истата вечер, полицијата во таа земја го апсува токму него, најголемиот дилер во таа земја. Младичот беше осуден на 9 години затвор. Беше фрлен во Зандана, 2 метри под земја, без светлина, без прозорци. Младичот кога виде од какво место доаѓа и во какво место се најде, се запраша себе си како ќе издржи во такво место и дека ќе се самоубие. Тропаше и викаше на цел глас за да го пуштат. Но реалноста беше таа. Стражарот го посети. Надвор беше како лав, а сега види каде се наоѓаш. Личиш на мал глушец. Викај колку сакаш, но излез од тука нема. Ти си под земја, никој нема да те чуе, никој нема да те спаси, ќе гниеш како глушец во оваа Зандана. Младичот, додека пристојуваше во таа Зандана, целосно уништен и разочаран, одеднаш слушнал некаква врева. Се уплашил и рекол: сигурно до мене има уште една Зандана со друг затвореник. Може би е серијски убиец. Може и мене да ме убие. Младичот забележа слаба светлина која навлекува во неговата Зандана. Се преплашил. Светлината станувала се поголема и посилна. Така, светлината станувала се посилна до степен каде што цела Зандана била осветлена. И среде таа светлина младичот го гледа Исус Христос седи во средината на подот од Занданата. Двете раце му беа во окови, нозете исто така. Младичот запрашал: Господи, што правиш овде? Што се овие синџири на твоите раце и нозе? Зошто си во ова Зандана? Исус Христос сакал да му одговори, но при отворањето на неговата уста младичот забележал крв како излегува од неговата уста и забележал дека му недостига еден зап. И со чудење младичот прашал: Господи, што ти се случи? Кој ти го стори ова? Исус Христос одговорил: Ти си не го стори тоа, ти ми го направи ова. Одеднаш младичот се фрли пред нозете на Исус и започна да плаче како дете. Господи, како можев јас да ти го сторам ова? Невозможно е. Кога? Како? А Исус одговорил: Сине мој, зарем мислиш дека јас сум суров господар? Јас бев Исус Христос што го прати тој свештеник кај тебе. Тој е мој слуга и јас ти го пратив тебе. Јас те барав тебе преку тој свештеник и те молев да дојдеш во мојата куќа. Ти го одби мојот повик. Кога го удри тој свештеник по лице, тој му го скрши забот и кога му потече крв од неговата уста. Ти не го удри свештеникот, туку ме удри мене, зашто јас сум тој свештеник. Младичот, додека плачеше, со покајнички глас рече: Господи, прости ми! Господи, прости ми! Господи, прости ми! Јас ти го сторив ова, јас сум мизерна слепа личност, те преколнувам, прости ми! Како што младичот бараше прошка, забележа дека синџирите од рацете и нозете на Исус паѓаат. А тој, како се подигнува се погоре и погоре. А младичот во тој момент возвикал: Господи, ти ветувам дека што ми излезам од овој затвор и јас сум Твој до крајот на мојот живот. Дај ми ја таа шанса, Господи, дај ми уште една шанса. Дај ми ја таа можност да се вратам назад и да надоместам за се што сум погрешил и што сум направил штета. Дозволи ми да ги излекувам Твоите рани. Како што Исус се возвишуваше нагоре, се насмевна и рече: Јас, Христос, те сакам и те барам. Тоа беа токму тие зборови кои свештеникот му ги повторуваше.
Младичот го побара Божиот збор, Светото писмо, за да го чита во затворот, но и покрај тешкотиите и невозможната опција сепак го доби Светото писмо. Ги помина 9 години во занданата читајќи и проучувајќи го Божиот збор. А кога заврши затворската казна, стана еден од најголемите свештеници во светот. Од најголемиот дилер стана најголем свештеник. Драги мои, ова издание е само поттик да застанеме за момент и да размислиме каде сме ние. Што правиме со нашиот живот? Каде се наоѓам јас? Каде се наоѓаш ти? Која улога ја живееме во моментов? Кому му грешиме? Себе си? На ближниот? Какви се нашите секојдневни одлуки? Кон што не носат? Кон светлина или кон темнина? Никогаш не е доцна за промена. Да ги послушаме Исусовите зборови. Вие сте светлината на светот. Не може да се сокрие град што се наоѓа на врв планина. Ниту пак светило се пали и става под поклоп, туку на свеќник им свети на сите куќи. Така треба да свети пред луѓето и вашата светлина, за да ги видат вашите добри дела и да го прослават вашиот Татко Небесен. Поздрав, драги мои! Ја следевте емисијата Елиезер со Елена Ѓурѓевска-Костадиновиќ, во соработка со и под покровителство на Господ Исус Христос и Светиот Дух. Елиезер,